Ќе зборуваме, како што најави ти, за една интересна тема, меѓутоа ќе најавиме еден интересен настан или едно интересно советување, кое што денеска во просториите на Педагошкиот факултет Климент Охридски во Скопје во 12 часот ќе се случи, и тоа на една интересна тема: читање во ерата на екраните, битката меѓу алгоритмите и книгата. На оваа тема денеска ќе зборувам со еден од предавачите на советувањето кое што денеска ќе се случи, Ксенија Маказлиева Трајчева. Ксенија, добро утро, благодарам што сте дел од Македонија на утро. Добро утро, благодарам на поканата. Така, овој интересен настан или ова советување се случува по повод 8 децении од излегувањето од печат на првото списание за деца на македонски јазик, меѓутоа и од првиот буквар на стандарден македонски јазик. Што ќе се случува конкретно денеска? Да. Инспирирани од надпреварот по раскажување кој што го организира Фондација Ѓорги Марјановиќ веќе трета година поред, а на иницијатива на Сдруженијето на просветни работници на град Скопје, Сојузот на просветни работници на Македонија, Сојузот на просветни работници на Куманово и секако Педагошкиот факултет, под мотото заедно можеме повеќе и подобро да направиме, нели, општествена промена, општествен исчекор, се одлучивме да го организираме ова советување кое што има за цел да ја поттикне љубовта и интересот кон читањето. Затоа и насловот е така поставен, нели, алгоритмите наспроти книгите, и сите предавачи кои што сме вклучени во оваа советување, кој што се случува во 2 дена. Првото беше во средата, наменето за наставниците од основните училишта и библиотекарите, кој што помина одлично, со одличен одзив и со одлични предавачи од Факултетот за педагошки науки, меѓутоа и од наставници кои што се практичари, кои што ги споделија своите искуства. Денеска советувањето е наменето за воспитувачите, односно образовниот кадар од градинките, и секако библиотекарите ќе ни се придружат, и во предавачите, и во средата, и денес имаме представници и од градинките, и од училиштата, и од библиотеките, и секако од почитуваните професори од Педагошкиот факултет. Така, дали и денеска очекувате голем одзив и каков ден во најав? Да, го знаеме одзивот, затоа што, нели, секако технологијата дозволува пријавување онлайн, веќе знаеме и кој ни е пријавен и колку слушатели имаме. Го исполнуваме капацитетот на големиот амфитеатар во Педагошкиот факултет, кој што има капацитет од околу 300 слушатели, и таа бројка е исполнета на наша голема радост. Меѓутоа, знаете, ова иницијатива не застанува тука. Идејата е заеднички да формираме, да иницираме една национална стратегија за читање, за мотивирање на децата повеќе да се свртат кон книгата. Секако технологијата е тука и таа треба да биде во функција на книгата и читањето, а не да биде обратно. Токму тоа е и целта која што сакаме да ја постигнеме, да го дадеме акцентот на тоа што значи книга, што значи прирачна литература, што значи списание за деца, какви критериуми треба да бидат задоволени, какви се состојбите во литературата за деца во моментов, што е она што е добро, што е она што е лошо. И знаете, кога имате многу квантитет, тогаш квалитетот сам по себе ќе се одвои, затоа што во денешно време имаме наплив на нови автори, така да наречеме, за деца, меѓутоа квалитетот отсуствува. Некако сме во едно време кога сите се охрабруваме да пишуваме за деца, кога мислиме дека тоа е многу едноставно и многу лесно, а всушност е сосема спротивно. И токму затоа ставаме акценти на критериумите кои што треба да се исполнат за четиво кое што е наменето за најмали, затоа што тоа е многу важно. Критериумот на децата го создаваме ние. Значи, ние може да кажеме дека одредено четиво поминало кај децата, меѓутоа децата се што ќе слушнат ќе реагираат, но ние мораме да бидеме тие кои што ќе ги поставиме високите критериуми во книжевното, естетското обраќање кон детето и секако илустративниот дел кој што е многу важен, бидејќи колку е детето помало, толку визуелниот момент е поважен. Значи, практично ова е и главната порака која што сакате да ја пренесете и целта на овие советувања. Да, и она што особено не радува, што колегите кои што дојдоа од другите градови бараат од нас овие предавања, оваа иницијатива да ја пренесеме и во нивните градови, што покажува дека темата е интересна, дека е инспиративна, особено во ова време кога повеќето обуки се случуваат во правец на користење на вештачката интелигенција, на технологиите, како да ги имплементираме во образованието
образованието, тоа е се во ред, нели секако, меѓутоа треба да се знае каде треба да се постави границата и во кои цели тоа да се употребува во воспитно-образовниот процес. Затоа што технологијата помага, меѓутоа не смее да биде штетна во однос на правилниот психофизички развој на едно дете. Така, токму тоа ми беше следното прашање, колку и на кој начин помага вештачката интелигенција и колку може да биде штетна во овој случај? Знаете, сето тоа зависи од нас возрастните. Затоа што вие, за да ја препознаете вештачката интелигенција, дали работи за или против вас, знаете, вие можете лесно да ја дадете неколку насоки и да ви напише расказ, или да ви напише, не знам, вежби, или да ви нацрта илустрација и така натаму. Меѓутоа, искусен уредник, искусен читач, затоа што нема писател ако не е читател. Значи, ако вие добро го познавате творештвото за деца и во наши рамки, и во светски рамки, веднаш ќе ги препознаете алгоритмите на вештачката интелигенција по која што таа работи. Сите ние кои што сме вклучени во тој процес и во воспитно-образовниот и во издавачкиот дел, мораме тоа да го следиме и не смееме да дозволиме вештачката интелигенција да ни ги пишува песничките и расказите. Затоа што сепак таа е вештачка интелигенција. Таа не изобилува со чувства, со емоции, таа не го препознава современиот свет таков како што ние го гледаме и го доживуваме и како возрастни и како деца. Истото станува збор и кога станува збор за илустрацијата, затоа што колку е детето помало, толку илустрацијата мора да биде побогата. А за да биде како што треба, сепак ние сме тука да ги дадеме насоките. Се што може да биде од корис, да ни помогне да направиме квиз, да направиме некаков тест, некаква вежба, но тоа ние мораме да го контролираме. Вештачката интелигенција прави грешки. И тоа сериозни грешки, кои што мораме да ги препознаеме, мораме да ги нотираме, но тоа не значи дека таа нема да ни е олесни работата кога треба да направиме некој тест, некое видео и така натаму, кој што исто ќе се најде во употреба во воспитно-образовниот процес. Децата се навикнати на алгоритмите. Навикнати се на видеото, на аудиовизуелните содржини кои што ги воспримаат секој ден. Меѓутоа, не треба да ја заборавиме манипулативната работа. Не треба да заборавиме да работиме на чувството кое ќе се земе книгата во рака, пошто не ни е потребен ни интернет, не ни е потребно ништо посебно, на дневна светлина едноставно и книга и можеме да читаме и да нурнеме во богатиот свет на книгата која што може да не одведе на секаде ни светот. Мораме да бидеме внимателни. Тоа е најважно и токму на оваа советување тоа се споделуваат и добри практики од вештачката интелигенција кои што може да се употребат во функција на читањето, меѓутоа исто така се става акцент на тоа што не смееме да го пропуштиме. Мораме децата да ги вратиме во библиотеките, мораме да ја вратиме книгата во мода, со еден збор. Сенија, ви благодарам многу на овој разговор и ви посакувам успешен настан, успешно советување. Ви благодарам што имавме можност ова наша иницијатива да ја промовираме преку македонската телевизија. Посакувам убав ден на сите наши гледачи. Така, благодарам уште еднаш со Ксенија Маказлиева Трајчева, една од предавачите се извинувам на денешното советување кое што ќе се случи на Педагошкиот факултет овде во Скопје. Зборувавме за тема читањето и вештачката интелигенција, колку таа може да биде корисна, меѓутоа колку може да биде и опасна доколку не внимаваме.